Логото 30 години македонска независност мета на критики. Проблемот со примената на она што наликува на знаме е што се разликува од македонското знаме. Значи не се упростува знамето, туку се прави нешто поинако. Партијата има таков народ, ја доби грото од поддршката од граѓаните на Бугарија. Но дали Шоменот ќе успее да ја формира идната влада во Софија? Indeed, the situation is quite complex, but with a little bit of compromise, I guess the idea is for them to unite around a expert cabinet. Неколку соеви на COVID-19 во Македонија во моментов се присутни. Дали наесен следува нов бран на COVID-19? Идеалните проценти се над 95% од населението и тога имаме идеален процент на колективен имунитет кој гарантира дека ќе се прекине синџирот на заразата. Во екот на пандемијата се извршија серија на трансплантации на срце и бубрези. Кога имавме првата мозочна смрт и кога едно прекрасно семејство сепак со својата душа, нели, и со најголем степен на човеколюбие одлучи да ги даде срцето и бубрезите, сметам дека од тогаш почна некоја нова историски момент во македонското здравство во однос на трансплантацијата. Врело лето, но и жешки теми и во ова издание на емисијата Трилинг. По објавувањето на новото лого на владата во пресред на прославата 30 години македонска независност, бура од реакции во стручната јавност. Кој, зошто и како го осмисли логото? Каде се дефектите? Имаше ли идеја или пак импровизација? Во ова издание на Трилинг на почеток, мој соговорник е Јован Јоновски, хералдичар и лексичар. Господин Јоновски, на почеток, ваш прв коментар во однос на логото, во кое, меѓу другото, има реакции на знамето, каде наместо 8 има 12 краци, сонцето кое не е во целост, кратенката МК. Мојот прв коментар е проблемот со представувањето на знамето. Значи, символично представување на знамето е една појава која што не е непозната, но при тоа треба да се води сметка тоа знаме да биде препознатливо и, како што вели законот, да не навредува државата и се она што тоа представува. Проблемот со примената на она што наликува на знаме е што се разликува од македонското знаме. Суштината во што е, многу знамиња можат да се употребат разни делови за лого. Така. Со тоа што обично се упростува. Например, најпознат примерот е знамето на Соединетите Американски држави, кое што има 13 ленти, црвено-бели, и многу голем број на звезди. И многу често се импровизира, се намалуваат бројот на лентите, се намалува бројот на звездите, но самиот тип на знамето, какво што е, со синиот кантон, останува така да останува предпознатливо. Конкретниот случај во ова лого, ние го немаме тој процес. Значи, ние немаме упростување на знамето, туку имаме додавање на краци на знамето. Она што е специфично за знамето на Македонија е токму обликот на сонцето. И можно е од него да се изведи лого. Значи да се земе пола од знамето, да се земе четвртинка, дури осминка, затоа што има радијална симетрија, тоа не е проблем. Но проблем е во конкретниот случај што се додаваат зраци. Значи не се упростува знамето, туку се прави нешто поинако. Господин Јоновски, меѓутоа владата после реакциите од јавноста испрати сосема поинаков став, дека не е тоа, не се користело во целост уставното, односно не се користело знамето, не било целта да се употреби целото знаме. Значи проблемот е тука што не е целото, туку има и вишак. Значи како што спомнав, постојат правила и принципи како да се направи. Значи да се упрости логото, тоа значи знамето да се упрости, или елементи, се земаат елементи од знамето кои што подосна се употребуваат. Тука не се земени елементи од знамето, самиот облик.
како е поставено, тоа е земено од знамето, кое што е редизајнирано знамето. Значи нешто што е недопустливо. Значи не станува збор за лого, ќе беше друго ако имаше поинако вид на сонце, ако е под некој агол, под нешто друго, сега да не навлегуваме во сите работи. Конкретното употребено овдека е знаме кое што го карикира македонското државно знаме. Во логото не се користи ни уставното име. Имаме Северна Македонија, не Република Северна Македонија. Дали тука гледате пропуст? Не, тука не гледам пропуст од таа страна, затоа што и тоа е така нареченото кратко име. Пропустот го гледам с тоа што 30 години Северна Македонија, што историски земено е непотврдено. Друго да беше 30 години независност, ако зборуваме, но Ние само последната година и нешто сме Република Северна Македонија, претходно бевме Република Македонија. Точно. Така да целиот тој момент се обидува, всушност, владата се обидува да остане достојна на патот што го зема за спроведување на преспанскиот договор, повеќе од колку што е договорено. Во вашиот докторат сонцето, лавот како символи во хералдиката и лексикологијата на Македонија. Меѓу другото ќе напишете истражувањето на современата перцепција на државните символи и сонцето и лавот, како содржини аплицирани на нив, покажува дека дел од македонците државното знаме целосно го прифаќаат како свое, додека друг дел сметаат дека претходното знаме е тоа што не ја отсликува, не представува вистински белег на македонството. Дали знамето, грбот и химната го отсликуваат мултиетничкиот карактер на државата? Грбот, знамето и химната се символи, пред се. Она што е битно е дека символите имаат два дела. Првиот е материјалниот дел, значи цртеж кај грб и знаме и текст и музика кај химна, и вториот дел е значењето што народот го придава или граѓаните што го придава. Тоа е нешто што се создава во едни посебни услови и е нешто што може и да се смени. Например, знамето 95-та година е донесено со консензус од 110 пратеници, во кој што имаме, добро, тогаш немаше Бадинтерово мнозинство, но имаме и екстра од Бадинтерово мнозинство, за многумина од албанските политичари да кажат дека сега не го чувствува тоа знаме како свое. Значи, прашањето е во градењето на символиката. Тоа е нешто што се гради. Затоа што тоа е нашиот одговор, нашиот емотивен, нашиот субјективен одговор на символите на државата. Господине Јоновски, во ситуација кога се обидуваме да најдеме заеднички јазик со нашите соседи, поточно со Бугарија, имаме внатрешни несогласувања околу македонските црвени линии. Можеме ли да најдеме решение со Бугарија во ситуација кога имаме политика на земи или остави? Единствениот начин што јас го гледам е да се сложиме, да не се сложиме. Или да не се сложуваме. Затоа што двете позиции се исклучуваат една со друга. Имено од бугарска страна нивните црвени линии значат дека тие би се согласиле со тоа дека ние сме всушност бугари и дека Македонија е втора бугарска држава. Или била барем поголемиот дел од својата историја. Она што го слушаме ние од политичарите денеска дека тие ни ја признаваат реалноста, а ако ги следиме нивните изјави, ќе видиме дека тоа не е така. Затоа што многу ретки се ако воопшто ги има изјавите кај што велат да, ние ве признаваме вас како македонци и точка. Или признаваме денеска вие да се чувствувате како македонци и точка. Секогаш таа изјава оди, ние ве поддржуваме да се чувствувате за да бидете што сакате, што јас го гледам како чисто пежоративно. Значи да се избегне, или ќе споменат дека ја признаваат нашата независност и нашата посебност, запирка, но од 45-та година. Значи, всушност, не се спремни, не се подготвени да ја признаат
целосно нашата посебност. Секогаш во изјавите доаѓа со една запирка и мислам дека проблемот сега, покрај тоа што е суштествен, немаме начин како ние да стигнеме до една вин-вин ситуација. Затоа што едната страна е максималистичка, другата се обидува да направи некое одвојување, кое што првата не е спремна да го направи. Ви благодарам за издвоеното време и гостувањето во емисијата. Ви благодарам и на вас. Повторните избори во Бугарија повторно се без решение. Иако Слави Трифунов ја доби поддршката и победи на предвремените парламентарни избори, се уште е неизвестно дали тој ќе успее да ја формира идната влада. Шоменот предлага формирање на експертска влада, иако во моментов ниту една од партиите во Бугарија не му ја даваат поддршката. Во меѓувреме расте притисокот врз поранешниот бугарски премиер Бојко Борисов. За него се кријат серија на корупцијски скандали. Од професорот и доктор по правни науки Радосвета Василева, која предава на престижниот Лондонски универзитет, побара мислење околу актуелните политички случувања во Бугарија по одржаните предвременни парламентарни избори, каков ќе биде односот на официјална Софија по одржаните избори и дали е можно решение во услови кога на Бугарија следуваат и претседателски избори. Well, we need to put things into context. The turnout may appear low, but there is a simple explanation for this. The previous parliament took measures to limit the bot votes and the methods for falsifying elections. So many people who would usually sell their votes did not vote this time. Of course, one may argue that summer vacation also played a role. There are many people who are at the Black Sea at the moment enjoying their holidays. So I don't think that this turnout necessarily evidences disillusionment with politics. Дали вртоглавата поддршка и перманентниот раст на поддршката на Трифунов е сигнал дека полека завршува политичката кариера на досегашниот премиер Бојко Борисов и најава за чистење на она што можеби се клучни проблеми во Бугарија, а тоа е корупцијата и криминалот? For sure. I'm sure you're aware of the protests which erupted last year in July. It's been a year since they started. But these protests show that people were just tired of Borisov's corruption and his permanent assaults against the rule of law of Bulgaria. Unfortunately, he didn't resign, even though there was a lot of pressure on him from the bottom. And these elections, as well as the previous elections in April, were a chance to change the sad side of affairs and to move Mr. Borisov away from the central stage of politics. Now, there are three parties that gained speed because of the protests or emerged because of the protests. As I mentioned, the Stand-Up Mafia Party, Democratic Bulgaria, and the party of Mr. Trifonov. I think that he appealed to most voters because the reality is that he's been campaigning for nearly 20 years, if not more, because he's been on TV for 20 years. He's a household name. He's very likable, so people relate to him. In addition, some people vote for him out of emotion because they like his music, they like his prior work. And this has happened before. We've seen this happen in Italy, in Ukraine, where people fall for charismatic people from artistic circles. Техничката влада обелодени серија на корупцијски скандали поврзани со екс-министерот за економија, а кој е од редовите на ГЕРБ. Вие велите дека се насетува дека граѓаните во Бугарија веќе се уморни од владата на ГЕРБ и Бојко Борисов, која е плеткана во сериозни скандали. Прашањето ми е дали Борисов го очекува истото што се случи во Македонија, тоа е Никола Груевски. There have been many scandals in Bulgaria, so people are aware of rampant criminality at the highest ranks of government involving key people in leading parties. What changed this time is that these allegations, statements, revelations came from people who are actually in office. So as you mentioned, the caretaker government. Also, the previous short-lived 45th Bulgarian parliament set up a special committee investigating Borisov's corruption, where many
testimonies were given by witnesses, and so for the first time, people heard in a formal setting things that they actually knew. So I'm sure that many people have been disillusioned and have turned away from Mr. Borisov, even if they initially supported him. Now, the second part of the question, whether Mr. Borisov will have the same fate as Mr. Gruevski, at this stage, it's not certain. We all hope that Mr. Borisov will be investigated for his alleged crimes. The problem is that this can only be done by the prosecutor's office, which at this stage is not an independent institution because it was hijacked by Mr. Borisov and his close circle many years ago. And so I don't know if you remember how the protest started last year in July, but the prosecutor's office raided the presidency, and Mr. Radev, our president, is an opponent of Mr. Borisov. So the prosecutor's office raided the presidency and arrested 2 of his advisors based on obscure charges. And this is what appalled many people. Many people realized that this office, this institution was uncontrollable and has excessive powers. It intervened in politics. And so they went on the streets. So the protests actually are not just were against Borisov, but also against the prosecutor's office. People demand a major reform. And this has become part of the agenda, part of the program of most parties that are now opposition. And we'll see what the 46th Bulgarian parliament will be able to do. We hope that it will be able to implement some important changes in Bulgaria's justice system, which can remove the dependencies of this office, and probably then Mr. Borisov can be investigated. But until then, he's technically safe because he more or less controls this institution. Пред изборите напишавте една колумна, меѓу другото констатирате Бугарија не сака повеќе да живее во автократски систем. Yes, this is a very sad comment. Unfortunately, Mr. Borisov managed to build an autocracy like many other leaders in the European Union. This is an ongoing problem. There are member states of the European Union that are attacking the very identity of the European Union by challenging democracy, by challenging checks and balances that are typical of democracies. And the most notable examples that have been officially recognized as rule of law crisis are Hungary and Poland, but there are others. There's Bulgaria, Romania, Malta, that are following suit. And maybe I dare say that Bulgaria could be in a worse state because it was under the radar for a very long time. And as it is well known, Mr. Borisov benefits from the support of the European People's Party, the dominant party in the European Union that controls the European Commission and has the most seats in the European Parliament. So for a very long time, they provided a shield, an umbrella for him so he could continue his assault against the rule of law and he could consolidate more power in his own hands. And the problem is that an autocracy is very difficult to dismantle. It will take a while. It will take many reforms and many years because it's very easy to build an autocracy, but it's more difficult to bring some normality in such a messy situation. Господин Трифунов предлага влада формирана од исклучителни и докажани експерти кои грото веќе имаат свој добар бекграунд зад себе. Николај Василев би можел да биде мандатар на идната влада. Прашањето ми е дали евентуалната експертска влада е решение за Бугарија или само е вовед во нова политичка криза и евентуални привредени избори заедно со председателските. An expert government is what citizens hope for, especially knowing that the opposition is fragmented. The president will give, obviously, the first mandate to form a government to Trifonov. If he's not successful, the mandate would go to GERB because they came in second, and then the mandate will go to a third party. It depends on the president's discretion. He can give it to any party that he deems is capable of proposing a cabinet. And so very likely this would be the socialists. And so now we're in a peculiar situation. We have to rely on the socialists to unite the opposition and to put forward a cabinet. So indeed, the situation is quite complex, but
with a little bit of compromise, I guess the idea is for them to unite around a expert cabinet. It's just that, as I said, the cabinet proposed by Mr. Trifonov was not consulted with other parties, and if other opposition members have concerns, these need to be smoothed out. So the approach was very aggressive, but it's not what Bulgaria needs at the moment. Професор Василева, дали бугарските провокации кон Македонија беа исклучиво за внатрешна употреба за време на изборите, или тоа е и официјален став на најголемиот дел од партиите во Бугарија? The provocations against Macedonia were fervently supported by VMRO, which were part of the third government of Mr. Borisov. They have a vested interest in Macedonian matters because this is how they attract voters. Unfortunately, because they were part of government, this became also a policy of Mr. Borisov's government. Even his own ministers, such as Minister Zahareva, who you know very well, were very active in what appears to be bullying of Macedonia. What personally troubles me is that it appears that Bulgaria applied dual standards. It had higher standards for Macedonia than it had for itself, and this is quite unfortunate. It doesn't send a very friendly message. What also should be noted, however, is that Bulgarians gave these messages the red card because VMRO did not make it to the previous parliament, which was elected in April, and they didn't make it in this parliament either. So this shows that when you send such aggressive messages, they don't necessarily appeal to the masses, which actually is good news, after all. На крајот, гледате ли дека можност во блиска иднина Скопје и Софија да најдат заеднички јазик околу клучните историски прашања кои се главна пречка за отварање на преговорите за Северна Македонија кон Европската унија, имајќи во предвид дека во Бугарија следуваат и претседателски избори? Дали во ваква констелација може да се најде решение? I am an optimist for Bulgarian-Macedonian relations in the medium run, but not in the short run. And that's because of the political crisis that is looming in Bulgaria. Bulgarians and politicians will be focused on internal issues, on electing a government, on, as you said, voting for a president, on major reforms that are necessary to, as I said, bring back some normality to Bulgaria, restore democracy, restore the rule of law, and fight corruption. So, in addition to have a legitimate position on behalf of Bulgaria, it needs to come from a legitimately elected government that is elected by a stable parliament, and I don't see how this can happen this year. So, to sum up, I don't think that our tensions will be resolved in the very short run. Мерките рестриктивни ги свативме несериозно, точно дека се олабавија и требаше да бидат олабавени тие превентивни мерки, меѓутоа сепак мислам дека некако граѓаните го сватија погрешно тоа олабавување на овие рестриктивни мерки. Меѓутоа, доколку луѓето не сватат дека мора да бидат имунизирани час поскоро и тоа што поголем дел од популацијата, која ќе го створи тој колективен имунитет и ќе направи една брана кон самиот вирус, односно различните соеви на вирусите, тогаш не сме направиле ништо. Трансплантацијата од починат донор се работи во Македонија сигурно се последниве 7-8 години. Тоа што веројатно најмногу одекна во јавноста е срцето, нели? Бидејќи е орган кој што чука. И генерално тоа беше некоја пресвртница во однос на тоа како семејствата го гледаат на целиот процес, односно како граѓаните првично гледаат на целиот процес и како допревме до граѓаните со таа прва трансплантација на срце. Ова се време на големите туристички преселби. Почнаа летните одмори и стравувањето од можен нов четврти бран. Шпанија воведе нови рестрикции. Грчкиот премиер Мицотакис вели за сега нема потреба од подигнување на мерките. Македонските граѓани па се повеќе патот го фаќаат кон јужниот сосед. Дали на Македонија иследува нов
четврти есенски бран. Дали можеби македонските граѓани пред време се опуштија? Дали мерките беа досега доволни или можеби ќе следуваат нови рестриктивни мерки? Во ова издание на Трилинг, мој соговорник е доктор Сашко Лунчев, специјалист епидемиолог. Добре дојдовте најпрво директно од Гевгелија. Директно од Гевгелија, да. Во Гевгелија топло, Да, и претопло, а граничниот премин преполн. препол. Дали ова е сигнал дека треба да стравуваме од можен нов бран? Апсолутно. Апсолутно дека е сигнал. Тоа е еден од индикаторите дека некако мерките рестриктивни ги свативме несериозно. Значи секогаш јас како епидемиолог и колегите мои секако ме поддржуваат во тоа и јас ги поддржувам нив дека не сакаме ние да вршиме притисок на граѓаните. Секогаш сакаме да бидеме во договор со граѓаните. Затоа што секое здравје, нели, макар и колективното, но и секој за себе си носи одговорност за тоа. И токму поради тоа се обидуваме ние да им апелираме на граѓаните, да ги советуваме, да се договориме со нив, да се придржуваат кон превентивните мерки. Точно дека се олабавија. И требаше да бидат олабавени тие превентивни мерки. Меѓутоа, сепак мислам дека некако граѓаните го сватија погрешно тоа олабавување на овие рестриктивни мерки. Се олабавија и веќе почнаа собиранки, масовно одење по одмори, не придржување кон минимално потребните превентивни мерки, како што е растојанието. Веќе никој нема потреба да носи маска на отворена. Меѓутоа едно растојание секако би требало да се одржува една дистанца, бидејќи видите, сега кои ќе одат на одмор, дали ќе биде во јужниот сосед, дали ќе одиме на друго место, не знаете кој вие во блиската околина, дали носи нешто во себе, дали е заразен, дали не е заразен. Така да секако мора да внимавате на таа дистанца. Тоа не е некоја рестриктивна мерка. Тоа е едно обично културно однесување. Ако се придржуваме кон тоа, јас мислам дека ќе немаме никаков проблем. Меѓутоа, доколку тие едни, рековме, базични превентивни мерки не се почитуваат, мислам дека ќе имаме навистина проблем со појава. Лунчев, како ќе се одбраниме од овој налет на можен нов бран на пандемијата? Само со вакцинација масовно. Значи, се докаже, не само овдека во Македонија, туку и во светот, дека што побрзо стварање на колективен имунитет, дали по пат на прележување на болеста, што ни беше една не баш убава варијанта. Тоа го видовме со последниот бран. И со масовна вакцинација за да створиме до есен колективен имунитет. Тоа не е најважниот дел. Значи не можете вие вирусот да го сопрете со куративни мерки, значи што повеќе заболени или не знам да ги преполниме болниците, да имаме повторен удар на здравствениот систем, да ги затвориме училиштата. Значи апсолутно сме против тоа. Меѓутоа, доколку луѓето не сватат дека мора да бидат имунизирани час поскоро и тоа што поголем дел од популацијата, која ќе го створи тој колективен имунитет и ќе направи еден стоп, една брана кон самиот вирус, односно различните соеви на вирусите, тогаш не сме направиле ништо. Значи, основна мерка превентивна е по моментот вакцинацијата, која може да ја спречи, односно да го амортизира четвртиот или петтиот удар. Се не знаеме колку ќе ни дојдат, бидејќи се работи за повеќе соеви, имате веќе и ламда сој. Не знаеме, може да ни стигне со авион за еден ден, да речеме. Мораме да бидеме крајно внимателни и час поскоро да го вакцинираме, да ја вакцинираме целата популација. Велите, лекот е условно кажано во масовна вакцинација на населението, но фактите говорат дека се уште кај граѓаните постои резервираност во однос на вакцините. Дури вклучувајќи ги, например, и еве да речеме, граничните премини. Дел од службениците се уште не се вакцинирани. Така е. Јас кај нас, например, еве, јас ќе си тргам секогаш од моето базично место од Гевгелија, таква појава ние немаме. Значи, еве, сабајле пред да тргнам на Скопје, бев го посетив вакциналниот пункт, значи имаме редици, екипите се излезени и на теренска вакцинација, не гледам дека има незаинтересираност. Значи, кај луѓето постои заинтересираност и се бара вакцина. Расте свеста кај граѓаните? Расте свеста кај граѓаните и тоа е добро. Тоа е најважниот дел. Така да, треба малце да се, едуцира народот преку вакви емисии, преку контактни емисии, преку излегување на телевизија, да се објасни што е поентата на вакцините. Значи,
постои секој пат антиваксерски кампањи, ќе постојат, ќе се читаат разни статии по интернет и така натаму. Меѓутоа треба да се свати дека вакцините се најдоброто средство и дека сите вакцини се ефикасни. Да се разбере. Светските истражувања покажуваат дека минимум 70 до 75% од севкупното население треба да биде вакцинирано за да се говори за колективен имунитет. Кај нас се уште е релативно мал или низок процентот на вакцинирани. Мали. Апсолутно, јас сум дури и за повисок процент. Значи, идеалните проценти се над 95% од населението и тога имаме идеален процент на колективен имунитет кој гарантира дека ќе се прекине синџирот на заразата. Значи, тие се правила во епидемиологијата и тие секако треба да се почитуваат. Се уште ние го немаме тој капацитет, не ради друго, туку затоа што вакцините не стигнаат доцна, затоа што како мала земја едноставно не беа испорачани на време. Значи, желбата за вакцинација постоеше, се водеше борба, меѓутоа се доцнеше со набавките ради тоа што поголемите земји нели си ги набавија навремено и почнаа да се вакцинираат. Така дека и нас малце се доцни, меѓутоа интензитетот и интересот расте секојдневно. Така да со овој интензитет и со оваа голема количина на вакцини која беше набавена во последниот период, мислам дека до крајот на август ќе бидат извакцинирани една солидна бројка од граѓаните и очекувам дека на есен ќе имаме еден солиден колективен имунитет кој би го ублажил, односно амортизирал тој бран што се очекува. Ева само за илустрација, вчерашната бројка во Гевгелија беше 400 и повеќе од 400 вакцинирани лица. Таа е одлична бројка за мало место како што е Гевгелија. Денес очекуваме повеќе. Значи интересот постојано расте и тоа е за поздравување. Така да за нас како епидемиолози и другите, тие се одлични бројки кои ветуваат дека ќе се справиме со кризата која ја очекуваат. Не само ние, туку и другите, нели, поголемите земји. Каде што имаме поголем трансфер на луѓе од разни земји и нормално кај нив тие бранови побрзо ќе стигнат, како што е Холандија, нели, што се случи кај нив. Германија е следната, така да и кај нас ќе дојде, меѓутоа спасот е само во вакцинацијата. Велите дека ни следува нов есенски бран септември, октомври, да речеме, дали тој четврти, така наречен бран би бил според истиот интензитет како што имавме пред 6 месеци или година дена? Не, апсолутно не. Апсолутно. Мислам, не дај Боже да се повтори таков бран, со таков интензитет, со таква симптоматологија, која, мислам, беше страшно за да се одработи. Еве, јас бев во ковид центарот како волонтер 13 или 14 месеци, значи тој бран беше нешто многу страшно. Не верувам дека ќе се повтори и не би сакал да се повтори и затоа сум поборник на што побрзо спроведување на овие превентивни мерки. Значи првично вакцинацијата, додека народот се вакцинира, да се придржува кон базичните превентивни мерки. Зошто полицајците и цариниците, голем дел од нив или голем процент од нив се уште не се вакцинирани? Има еден парадокс, 50% од попишувачите не сакаат да се вакцинираат, а ни следува наесен спроведување на оваа статистичка операција. Попишувачи кои треба да идат од врата на врата, од дом во дом. Видете една работа, значи тие се пристапи различни. Имаше различни мислења и по однос на вакцинацијата на децата. Зошто децата да бидат вакцинирани? Бидејќи тие заболувале со лесна клиничка слика, не знам, со минорни симптоми. Меѓутоа тие се дел од популацијата. Јас го гледам тоа како еден синџир кој е заокружен, значи од најмало до најголемо. Ние сега одиме од ризичните групи па надолу. Меѓутоа ниту децата, ниту било кој од сите граѓани, од целата популација на Република Северна Македонија не смее да биде изоставен. Попишувачите, доколку не би сакале да се вакцинираат, едноставно тие самите си го компрометираат, односно сами се создаваат ризик кон своето собствено здравје. Ние сакаме се убедуваме да им објасниме на луѓето дека тие самите одговараат за собственото здравје. Значи вакцината која ја примате за себе, не за некој друг, за соседот, за државата или за било кој. И таа вакцина го штити лично нашиот организам. Токму тоа е таа поента. И кога веќе се вакцинира, за мене логично е да биде вакцинирана целата популација. Ние сега ќе ги изоставиме дел од децата,
Меѓутоа не затоа што не треба да бидат вакцинирани или службениците кои не сакаат. Тие за мене задолжително треба да бидат вакцинирани. Меѓутоа за децата не можеме затоа што немаме дизајнирано во светот вакцини кои би можеле да се аплицираат на деца. Еве се Pfizer ветуваат некои студии дека може нели да се вакцинираат деца од 12 до 14 години. Јас моето си го пријавив. И тоа е еден индикатор дека и децата треба да бидат заштитени, бидејќи и тие се дел од синџирот на зараза. Ако оставите вие ваквен простор во било кој дел од популацијата, тоа ви е потенцијален ризик за стварање на кластери и ширење на зараза. Дали прерано ги олабавивме мерките и може би и нашиот ментален склоп како граѓани помалку неодговорно се однесуваме? А видите, мерките мораше да се олабават. Значи тоа е факт. Не можеме ние цела држава да ја држиме во заложништво. Пандемијата, како пандемија, не е ни прва ни последна, ќе имаме понатаму, ќе трае. Значи овој вирус не може да се опре, да речеме на есен нема веќе. Ќе немаме корона, ќе заврши се и ќе почнеме нормално да живееме. Значи тие треба да се навикнеме да живееме паралелно со вирусот. Видите, може да како и порано што било, може би ќе потрае и 2-3 години. Економијата, државата, општествените текови, тоа мора да се функционира. Значи децата мора да одат на училиште. Не можеме ние да ги држиме дома 2 или 3 години. Ќе ни се појават други работи од самата таа изолација. Така да, поентата на сето беше да се олабават мерките за да луѓето почнат нормално да живеат, почнат нормално да работат, нормално да творат, децата да одат на училиште, меѓутоа се со една претходна мисла дека луѓето ја сватија поентата која беше на тие превентивни мерки, ги научија и веќе нема потреба ние да им кажуваме што треба да прават. Него едноставно тие самите веќе треба да знаат како да се заштитат себе си, своето здравје и здравјето на своите најблиски. Докторе, ви благодарам за гостувањето во емисијата. Следува интервју со директорката на Карил и национален координатор за трансплантации Маја Мојсова. Со неја разговараше Марија Димишкова. Во ек на пандемијата се изведени трансплантации од починат пациент. Тимовите на урологија и кардиохирургија пресадија 12 бубрези и 4 срца. Тоа се оперативни зафати што бараат знаење, вештини и тимска работа. Маја Мојсова е раководител на Карил, анестезиолог и национален координатор за трансплантации. Доктор Мојсова, иако бројката е скромна, густината на овие оперативни зафати како да покажува дека малку повеќе расте свеста и хуманоста кај роднините на пациентите. Да, веројатно да. Генерално може би бројката е скромна, но се одвиваше сепак во некое време кој што беше за сите, за цел свет тешко и чудно, поготово за здравствениот систем. Генерално, видите, трансплантацијата од починат донор се работи во Македонија сигурно се последниве 7-8 години. Тоа што веројатно најмногу одекна во јавноста е срцето, нели? Бидејќи е орган кој што чука. И генерално тоа беше некоја пресвртница во однос на тоа како семејствата го гледаат на целиот процес, односно како граѓаните првично гледаат на целиот процес и како допревме до граѓаните со таа прва трансплантација на срце. Тоа нас ни даде, нормално, без согласност на семејството, немаше ништо од себе ова да се случи. Тие екипи, тие програми се прави и во претходната година пред пандемијата, значи тоа некаде во крајот на 2019 се отворија многу програми, се работеше на многу протоколи и стратегии, не беше случајно ова, тоа беше одработени факти. За жал некаде на почеток на пандемијата воопшто го стопиравме целиот процес бидејќи не ги знаевме, немаше стратегија во однос на короната, како да почнеме, кои стратегии, какви протоколи да имаме. После по 2 месеци од прогласување на пандемијата, кога имавме првата мозочна смрт и кога едно прекрасно семејство сепак со својата душа и со најголем степен на човеколюбие одлучи да ги даде срцето и бубрезите, сметам дека од тогаш почна некоја нова историски момент во македонското здравство во однос на трансплантацијата. Дали поради пандемијата имаше потреба за малку поголеми здравствени проверки на состојбата кај органодарителите и кај оние кои што треба да примат органи? Ние моравме да направиме протоколи поради ковидот, значи строги протоколи во однос на донорот
кои што се секогаш испитани кога ќе влезат нели во интензивните лекувања, имавме протокол во однос на триажа. И втората работа, сите реципиенти може да се најтака како во тој период кога имаше толков број на заразени од ковид, дури реципиенти кои што беа соодветни за бубрези, моравме да ги откажеме поради ковид позитивните тестови. Значи побаруваше малце поголема ангажман во однос на тој претходен и така е голем ангажманот околу трансплантацијата. Значи тоа се е мултидисциплинарен пристап во кој што многу дисциплини медицински влегуваат и бараат координација нели на сите тие тимови. Ова беше уште додатен терет на целиот процес. Доктор Мојсова, еден од пациентите кој што доби срцев мускул, почина неодамна од сепса, бактериска инфекција. Како тоа се случи на клиника која треба да биде 100%, 101% дезинфицирана? Не би го симплифицирала како вас ова прашање, бидејќи дезинфекцијата се одвива на работни површини, подови. Работењето во стерилни услови, тоа е друга прика, значи тоа се два ентитета кои што се различни во медицината. Прво, симплифицирањето на пациенти кои што имаат зваков зафат, кои што имаат влезни врати, првично влезни врати, тоа е респиратор, инвазивни методи на мерење на сите притисоци во срцето, во белиот дроб. Трето, кога бидат на машина за вештачко одржување на циркулација. Четврто, сите ние имаме бактерии на сопственото тело, кои што се во моментот добри. Тие се викаат сапрофити и нас не бранат од некакви надворешни влијанија, тоа е кожата и цревата. Пациентот кога е критично болен, ги нема тие одбрани. Значи настанува транслокација на бактерии. Причината може би е последователната таа, но тој пациент беше во многу тешка состојба поради друго пулмонално, односно белодробно заболување кој што беше поврзано со срцевото. Значи затоа и мораше сите овие методи претходни да биде значи на респиратор, да биде на машина за одржување на циркулација. Тоа се влезни врати за бактерии. Тие се постојат интерхоспитални инфекции. Ако погледнете малце статистика, ќе видите дека во Америка околу 1/4 од пациентите починуваат од сепса или септичен шок, кој што е пострашната варијанта и со малку можност за спасување. Ме сваќате? А каква е статистиката за Македонија? За жал немаме таква статистика. За жал немаме. Тоа, знаете како статистиката е вадат големи земи кои што барат мултицентрични и ги собираат податоците од многу центри и таа статистика може да е валидна. Кога зборуваме за интензивни лекувања кај нас, ние можеме да извадиме локална статистика, поготово што не можеме да збориме генерално, значи пациент опериран, пациент повреден во сообраќајка не е исто. Влезните врати се различни. Не сваќате? Така да јас не би ги симплифицирала работите на дезинфекција, стерилизација, туку е тоа еден динамичен и процес и специфичен и е висок и академски, за академска дискусија не е веројатно за граѓаните да може да го разберат. Како тече целиот протокол? Која прави проценката дали е органот здрав? Многу тимови се тоа, зависи за кој орган. Значи, кога ќе имаме сомнение за мозочна смрт, тоа нас не го кажуваат клиничките знаци, ние мораме да направиме клинички тестови. Клиничките тестови се одвиваат во интензивните лекувања, бидејќи таму се пациентите со мозочни повреди или со мозочни крварења. И во суштина, кога ќе се направат двата теста според законско, тие се клинички тестови, се пристапува кон параклиничко испитување или е некаква метода визуелна во смисла на ангиографија, односно крвните садови во мозокот, дали воопшто има циркулација мозокот. Кога ќе заврши целата таа процедура и ние докажеме дека постои мозочна смрт, ја докажеме, значи претходно имаме сомневања, на овој начин ја докажуваме, се повикува комисија од независни 3 члена, кои што се најчесто сочинуваат анестезиолог, невролог, неврохирург. Во зависност не е битна е бројката од 3, но од одредени специјалности кои што се занимаваат со мозокот и тогаш се прогласува смрт. За да после квалитетот на органи, прво мора да разговараме со семејството, така. Кога ќе разговараме со семејството, кога ќе добиеме согласност, тогаш настапува проценката на органите. Тие екипи сите се собираат додека во исто време течат сите испитувања во однос на компатибилноста на соодветната имунолошки портфолио на донорот. И исто така во исто време следат и сите можни вирусолошки, серолошки, инфективни параметри кои што случајно можеме да ги, а не сакаме да ги пренесеме на реципиентот,
но и при тоа некои од нив се лечат, при тоа доколку ги пренесеме да знаеме со што да го лекуваме во постоперативниот период. Додека тоа го работат трансфузиолозите во однос на ХЛ-та, типизација, односно компатибилноста, во исто време софтверот кој што го имаме е направено во последнава година и сега дури го напредивме, го совршивме, ги бара најсоодветните реципиенти во однос на бубрезите. Заедно тоа, значи, работат трансфузиолозите со нефролозите. Во исто време работиме со екипите од кардиохирургија и кардиологија во однос на избирот на листата за срце. Многу параметри се во прашање, зашто треба да одлучиме дека овој орган е идеален, најидеален, значи нема идеално ништо, е најидеален за овој пациент. Така да тоа е една процедура од некои добри 7 до 8 часа, во кој што се ова треба да се финализира во смисла на избор на пациенти и при тоа да се одлучи времето во кое што ќе се изврши експлантацијата и во исто време екипите кои што ќе прават трансплантација. И го споменавте семејството, сите ние сме потенцијални донори, само ако поинаку не се изјасниме на нотар, меѓутоа семејството го има последниот збор. Која води таа комуникација со семејството пред да започне целиот процес и што е најтешко во таа комуникација? Разговорот со семејствата најчесто го води болничкиот координатор и ординирачкиот доктор кој што веројатно семејството комуницира претходно, нели? И веројатно е створена некаква, нели, доверба во односи на лекувањето. Болничкиот, некогаш и јас во почетоците јас седнував да разговарам со семејството. Долго време темата со трансплантации беше некако неотворена, со исклучок на последниве години. Шпанија, Словенија, Хрватска се лидери по трансплантации во светот, во регионот, како да ги наречам? Во Европа. Во Европа, нека биде така. Каде е местото на Македонија во моментов и кога државата може да биде дел од Евротрансплант? Каде е Македонија? Македонија е на добар пат во моментот. Ако гледаме според оваа бројка, е многу поголема од колку што било што до сега сме направиле. Генерално најголем скок во овој период има Северна Македонија. Најголем скок во однос на органи дарителство. Што се однесува до Евротрансплант, не како што и прашањето со Европска унија, значи нема да навлегувам во политиките, ама како што и прашањето. Евротрансплант не гледа нас по бројката, да бројката е битна и дека и подигаме свест, дека разговараме, дека нивото на граѓаните се крива, тоа е многу важно. Но друго е важно за Евротрансплант, не е само бројка како бројка, туку ние работиме на други протоколи, на следственост на органност, на инспекторат, на правните, медико-легалните аспекти да бидат во цврсти рамки. Значи, многу аспекти се. И втора работа што Евротрансплант не прима така без едноставно да претходно започнеме некој teaching and training, што би се рекло учење и едукација на персонал, без при тоа да разговараме за некакви големи размени на органи и така натаму. Значи, тоа не е еден процес кој што е лесен. Сите сакаме да го користиме Евротрансплант, кога ќе влеземе во Евротрансплант. Во регионов ни Грција не е во Евротрансплант. Не се европските земји сите во Евротрансплант. Во една прилика во ваш Facebook статус во икот на пандемијата имате напишано вие не го почитувате здравствениот систем, вие го жртвувате здравствениот систем. Да. Дали здравствениот систем има сила да одговори на четврти бран COVID-19? Знаете како, во тој период едноставно мислам дека тоа беше мај месец или така, веројатно после трансплантацијата или пред. Не се почитуваа протоколи. Луѓето не ја сваќаа сериозно болеста. А ние да, точно, немавме некои бројки во тоа време и немавме бројки како последниот трет бран. Но имаше неизвестност и не знаевме со што се бориме. Ние не знаевме кој е невидливиот непријател, не знаевме како се пренесува вака преку зборување ако немаме маски, но не видовме дека граѓаните ги следат препораките како да не постоеше. И затоа е мојот статус таков, затоа што стварно не знам како да ви објаснам, од страна на здравствениот систем, како здравствени работници, многу голем терет носевме. И многу голем страф носевме, и многу голема неизвестност. Да почнеме прво од лекувањето, па да почнеме од заштитата, па како да заштитиме, па здравствен персонал кој што се менаџираше по различни болници, тоа бареше на дневно ниво менаџирање. И веројатно и тоа е тој мој статус кој што на Facebook, кој што едноставно излезе од мене како крик за тоа што се случуваше јас лично, а мислам дека и колегите мои кои што го чувствуваа во тој период.
Второто прашање во однос на четвртиот бран, видете, ако погледнеме третиот бран со толку многу хоспитализации, сметам дека без разлика и тоа беше многу тешко, се менаџираше дења ноќе. Значи тоа беше менаџирање на три нивоа во однос на тежината на пациентите, за секој пациент да добие соодветно место според тежината на болеста. И бараше ангажман на многу луѓе кои што координиравме, меѓу кои јас, за да можат сите да добијат соодветна нега со соодветно терапија и со соодветно место за кислород или можност за неинвазивна или респиратор. Сметам дека одговоривме добро, без разлика што теретот падна на здравствениот систем, теретот падна на здравствените работници. Не знам дали го гледате тоа, но и ние го видовме. И ако го издржавме третиот бран со толку многу хоспитализации, јас сметам дека сега сме во некоја подобра положба затоа што имаме и доста вакцинации. Да, некаде делта мутацијата тука некаде не вреба, нели? Мислам дека не вреба, дека може би е прашање на време, но треба да бидеме предпазливи, треба да ги почитуваме препораките, треба да се вакцинираме. Мислам дека немаме друг избор, тоа е мојот став. И да се заштитиме и да видиме четвртиот бран да го избегнеме без толку хоспитализации. Тоа е во суштина. Може би ќе има повеќе заразени, но поентата е колку хоспитализации има и каков импакт тоа ќе има на здравствениот систем, па и на буџетскиот систем, и тоа да го размислуваме како една од многу важните економски аспекти. Доктор Мојсова, ви благодарам за денешното гостување. Благодарам и на вас што ме повикавте. Следевте уште едно издание на емисијата Трилинг во Жешко лето, врели теми. Ви благодарам на вниманието и се гледаме повторно за 7 дена во исто време. Петок, 18 часот и 15 минути. Довидување.